Аллах го објавил Кур'анот за да го читаме, го учиме и да размислуваме за неговите значења. Например, имаме ајети во сура Ел-Феџр. Ел-Феџр која многумина од нас ја читаат и ја знаат. Келла иза дуккетил арду деккен декка. Кога човекот само би размислувал за овие ајети. Келла, а не чини така. Иза дуккетил арду деккен декка. Кога земјата на парчиња ќе се здроби. Ваджаа раббука вал мелеку саффан саффа. И кога господарот твој ќе дојде со мелеките во редови наредени. Ваджиа јаумеидин би џехеннем. И кога тој ден џехеннемот ќе биде доведен. Јаумеиди јетедекерул инсану ва енна леху зикра. Тогаш човекот ќе се сети, а зошто ќе му е тогаш сеќавањето? Јакулу ја лейтени каддамту ли хајати. И ќе рече човекот, каму среќа за овој живот да се подготвев. Каму среќа за овој живот да се спремав на дунја. Фејаумеидин ла јуазибу азабеху ахад. Тој ден никој како него, како Аллах, нема да казнува. Тој ден светот ќе види казна каква што никогаш порано не видел. Вала јуфиқу васақаху ахад. И никој како него нема во окови да врзува. Ја ејетухен нефсул мутмаинна. А ти, о душо смирена. Ова е за верниците радосна вест. Ирџи'i ила раббики радијетен мердије. Врати му се на господарот свој задоволна, а и тој од тебе задоволен. Федхули фи ибади. Па влези меѓу робовите мои, ќе рече Аллах на таа душа. Вадхули дженнети. И влези во мојот дженнет. Па секој човек нека избере што сака на ахирет. Сака казна жестока, казна невидена, казна страшна, која што нема крај. Или сака радост, сака смиреност, сака уживање во дженнетите Аллахови. А дунјалук е мегданот. Дунјалук е местото каде што се бориме за едното или за другото. Дунјалук е местото каде што го стекнуваме едното, а тоа е Аллаховата лутина, или другото, а тоа е Аллаховото задоволство, а од тоа зависи нашето место, дженнет или џехеннем. Човекот со своите дела му дава на Аллах одговор на прашањето каде сакаш да одиш.